Од одење од врата на врата до телефонски повици, овие луѓе вклучени во демократската кампања, волонтери и гласачи имаат заедничка цел. За разлика од предходните изборни циклуси кога Калифорнија ги одржуваше примарните избори во јуни, оваа година жителите на Калифорнија гласаат доволно рано за да имаат значително влијание во одлуката кој демократ ќе му се спротивстави на претседателот Доналд Трамп во ноември. За сега миленик во Калифорнија по се изгледа е сенаторот од Вермонт Берни Сандерс, кој се залага за бесплатно високо образование и за универзално владино финансирано здравствено осигурување. Волонтерите Берекет Баиса и Роксен Каламарес бараат поддршка за Сандерс. Тој ја разбира позицијата на немокните и целиот свој живот се борел за тие луѓе. Сандерс има предност во Калифорнија, тој имаше кампања овде во 2016 година кога беше зад Хилари Клинтон. Од друга страна, поранешниот градоначалник на Њујорк Мајкл Блумберг е нов во претседателската политика, но и тој исто така има предност во Калифорнија, со способноста да ги преплави радиобрановите со реклами, вели Марк Балдасаре од Институтот за јавна политика на Калифорнија. Тој е кандидат создаден за Калифорнија, бидејќи ако можете целото време да бидете на телевизија од сега па до изборите, тоа е огромна предност која другите ја немаат. Рекламите на Блумберг изгледа убедуваат дел од гласачите. Со неговото рекламирање испаѓа дека може да му верувате. Богатството на Блумберг го прави привлечен кандидат според Живан Зучи. Нам ни треба кандидат кој што има доволно ресурси, доволно пари за да може да ја продолжи трката. Тој верува во различностите, силно ги поддржува. Тој би бил претседател како што ни е потребен во овие променливи времиња кога сме на вистина поларизирани. Балдасаре вели дека приближно половина од демократските и од независните жители во Калифорнија кои гласаат на примарните избори не се бели. Со толку многу неопределени гласачи, кандидатите ќе работат напорно да ја добијат нивната поддршка.